најсрекните моменти од вашиот живот, украсете ги со цветните аранжмани од цвеќара икебана во рамките на јавното предпријатие Комуналец од Битола. Нивните услуги се професионални во однос на аранжирање на сали за свадби, крштевки и други свечености, китење автомобили, изработка на цветни аранжмани, бидермаери и венци од свежо цвеќе по најповолни цени во градот. Посетете ги на ексклузивна локација кај Саат кулата. Започна да тече рокот за поднесување на барање за користење на средства од ИПАР програмата. За овој прв повик за оваа година владата обезбеди 18 милиони евра за кои ќе може да аплицираат овоштари, градинари, лозари, сточари и други земјоделци. Во овој повик новина е тоа што наместо повратокот од 50% од вредноста на инвестицијата, овој пат со оглед на тоа што земјоделците претрпеа големи штети заради поплавите, на сите што ќе успеат да добијат средства од оваа програма ќе им бидат вратени 75% од вложената инвестиција. Обезбедени се 18 милиони евра кои што треба да бидат искористени од земјоделските стопанства. Советниците на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството се оние кои што ги прават технички предлог проекти и деловни планови. Документацијата е олесната. 75% од средствата се веќе обезбедени од страна на Европска унија, додека 25% од страна на Влада на Република Македонија, но ново во овој повик во споредба со претходните е тоа што повеќе нема да има повраток на инвестиција 50-50, туку ќе биде 75-25, затоа што фармерите претрпаа некои штети со поплавите и владата одлучи еден вид на дополнителна помош да биде повраток на инвестиција од 75% за сите. Плюс дополнително е што имаме гарантен фонд кој што го обезбеди Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку Министерството за финансии и Влада на Република Македонија, кој што гарантен фонд ќе им помогне на сите земјоделци кои што немаат почетна инвестиција да ги користат овие средства кои што се 25 милиони долари со цел да ја набават механизацијата, а потоа или било што во изградбата, а потоа истите средства кои ќе им бидат одобрени од ИПАР да ги вратат во Министерството за земјоделството, односно банката, со што само 25% ќе можат во вид на кредит да ги враќаат подолг период. Кога станува збор за користење на средства од ИПАР програмата, се уште најголем интерес има за земјоделска механизација и приклучни машини. Ова од тому што механизацијата што ја користат земјоделците е застарена и земјоделците најмногу имаат потреба од набавка на нова земјоделска механизација. Уште старосната граница, односно структура на механизацијата е многу голема во државата, значи имаме над 35, над 40 години трактори во државата кои што треба да се обноват. Земјоделците тоа им треба за да можат да работат на нивните имоти, но сепак многу полесно е да се извади документација потребна за аплицирање за земјоделска машина во споредба со дозвола за градба и проект, па потоа овде да биде вклучен и катастар, имотни листови со цел да се направи еден деловен план за изградба на таков проект за мерката 103. Повикот трае 45 работни денови и ќе трае до 5 мај. Заинтересираните земјоделци може да аплицираат за користење на средства по мерките 101, 103 и 302, односно за модернизација на земјоделските стопанства, за вработувачки откупни центри, како и диверзификација на рурални средини.